Добар ден, почитувани, започува новото издание на 0N+ на телевизија Телма. Се поголем е бројот на хиперактивни деца. Каква е поврзаноста помеѓу вештачките бои во храната и хиперактивноста? На оваа тема денеска ќе зборуваме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравство. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. Би започело од тоа дека вештачките бои се внесени во употреба некаде на почетокот на 20 век, се обележуваат со знаката Е. Ги има во многу продукти, денеска ќе зборуваме каде се може да се сретнат, но што се тоа вештачки прехранбени бои и на кој начин всушност се обојуваат храната? Ке ми дозволите, би ве замолил на почетокот една сосема мала увертира, да речеме, еден мал вовед би дал пред да навлезам на вештачките бои на денешната тема. А тоа е, бидејќи прв пат гостувам кај вас, би сакал да ви заблагодарам, но и да ја истакнам важноста на овој вид на емисии. Имено јас сум магистар по јавно здравство и многу го ценам моментот и знам колку е важен тој момент на здравствена промоција, го нарекуваме. Односно, колку е важно да се зборува за здравието и да се едуцираат луѓето на оваа тема. И вашата емисија опфаќа една целна група за која што е многу важно новите, последните препораки да бидат достапни и да се повторуваат. Благодарам за ова. Еве сега всушност ќе може да слушнат најнови препораки и најнови истражувања кога се во прашање вештачките бои, хиперактивност, односно децата кои што се исклучително немирни се тие што се хиперактивни. Ајде да започнеме што се тоа вештачки бои. Вештачките бои од што се добива? Да, тоа е, да речеме, прашањето. Мислам дека многу ќе бидат изненадени кога ќе разберат. Тоа е прашањето кое што им ги отвара очите на луѓето кога ќе го слушнат одговорот, а тоа е дека вештачките бои кои што се користат во исхраната, најнапред на почетокот се добивале од катран од јаглен, иницијално, значи тоа било првиот период, а денеска се фактички деривати на нафта, односно од суровата нафта, од петролеумот се добиваат вештачките бои кои што денеска ги користиме во исхраната. Значи во исхраната покрај шеќери, масти, протеини има и деривати од нафта. Да, и тоа особено загрижува бидејќи го наоѓаме многу често токму овие, нели затоа изборуваме во емисија посветена на дечињата, дека многу често токму производите кои што се наменети за дечињата содржат најмногу вештачки бои. Бидејќи децата ги привлекуваат обоени производи, тие такви бираат. Тоа е тој, да речеме, маркетиншки трик на кој што алудираат производителите. Една научна студија која што се однесувала на тоа да се испита која од храните присутна во супермаркетите најмногу содржи бои, вештачки бои, утврдила дека дури 90% од продуктите наменети специфично за деца содржат и тоа како вештачки бои. Значи, особена концентрација на вештачките бои во храната на дечињата. Сега кога ќе се спомнат вештачки бои, прва асоциација се лижавчињата, бомбоните, но тие се наоѓаат и во најнеочекуваните продукти. Во пекарските производи, во житарките, во овошните јогурти, речи си секаде. Кои се најобоени продукти? Па би почнало од тие што ги спомнавте од крајот. Ајде да почнеме од крајот, може. Токму овошните јогурти, кои што ги спомнавте, за жал се тие кои што особено многу имаат во себе вештачки бои. Значи за нив се знае. Потоа житарките кои што имаат навидум весел изглед, нели едното кругче е обоено на еден начин, другото на друг, третото на трет, па тоа е интересно за децата. Меѓутоа, колку повеќе гледаме присуство на бои, толку повеќе треба да сме загрижени и тој продукт би било добро да го избегнеме. И третата категорија што ја спомнавте, за жал, кои што се во многу широка употреба, тоа се пекарските производи, за жал и многу дури од лебовите, кои што проаѓаат под така наречената категорија на интегрален леб или на црн леб или тоа всушност обоен производ. А тој токму кај тие се среќаваат да бидат обоени. Наједноставен тест кој што секогаш го спомнувам кога зборувам на оваа тема по однос на гледачите е треба не само да се пази на бојата, туку велиме и на текстурата, односно на содржината. Да се види дали се присутни триците кои што нормално треба да ги има, како расфрлени низ тестото. И тоа е показател дека веројатно не е употребувана боја, туку дека е употребувано целосно зрно. Меѓутоа, сепак, докрај човек не може да биде експерт, одбирајќи ги од продавница производите, затоа мора да прочита дали има присуство на боја внатре во спецификацијата.
Така. ако зборуваме сега веќе за лебот. Која е дозволената граница на вештачки бои кои што се внесуваат во организмот? Бидејќи порано групата била многу голема. Нели, почнало некаде од кога почнало да се регулира од 1906 година, пред 111 години, групата на бои, на вештачки бои одела некаде и до 76, претходно биле и повеќе. Меѓутоа, денеска во Соединетите Американски држави, а и општо во западните европските земји, бројката се движи на од прилика 7, генерално застапени 7 бои. Проблематичниот момент е тој дека за секоја од тие бои всушност треба да постои посебна граница, бидејќи тоа се различни супстанции, тоа се различни хемиски супстанции. Така што постојат препораки за една, за втора, за трета, за секоја од 7-те. Има и еден кумулативен број од прилика 30 милиграми на ден, да речеме. Иако тоа е вака погрубо, посимплифицирано кажано, меѓутоа постојат многу подетални, не би навлегувал сега во тие аспекти, или би можел сосема накратко да кажам за самата регулаторна токсикологија. Како се дошло до тие дозволени бројки? Така. Важно е да се утврди тоа, бидејќи самиот историјат ќе ги поучи граѓаните за што всушност станува збор. Еве, рековме, биле 76, сега се 7. Така, да објасниме зошто станале 7. Да го објасниме историјатот како сме дошле да бидат 7. Ако отидам уште еден чекор поназад или општо да ги спомнам сите хемиски соединенија кои што се употребуваат, вештачки се произведуваат и се пуштаат во оптек, во 2010 година од прилика беше прославено патентирањето на субстанцата по број 50 милион. Значи, толку сега веќе не следам, меѓутоа 2017-та е сигурно далеку над 50 милиони вештачки создадени хемиски субстанции. Од нив, околу 100.000 се сметаат на хемиски субстанции дека се широко распространети во дневна употреба. И тука се поставува прашањето, дали знаеме колкумина од нив имаат пројдено комплетен тест, односно тестирање комплетно токсиколошко од почеток до крај за ефектите врз човековото здравје. 1 до 2%. Страшно. Значи 1 до 2%. Позагрижувачко е тоа дека тие продукти и тие субстанции кои што се откриваат, за жал најчесто од лабораторијата на конкретната која и да е компанија, излегуваат и многу пати одат директно на пазарот. И самиот производител би требало да потврди, да каже да, здрави се. Кај многу производи, порано особено, сега веќе делумно се менува и европската и американската регулатива. Пред се европската. Пред се европската сега предничи, до 70-тите години предводник е американската регулатива, но сега веќе европската регулатива е таа која што го превзема водството во светот. Сега веќе е јасен ставот, поинаку било како што е кај луѓето. Ако за некој човек не се докаже дека е крив, значи е невин. Така било и за хемиските субстанции, замислите. Сега каде дошол проблемот? Доаѓаме до историјатот на вештачките бои и како сме дошле до бројка од само 7. Постепено, збориме за периодот кога Американската федерална агенција го водела темпото за нивната регулирање, за нивната контрола, таа ги сведува на многу мал број од прилика некаде до 1950 година. И што се случува во 1950 година? Во 1950 на ноќта на вештерките, како што ја нарекуваме ние, или Халоуин, како што ја нарекуваат тие, се случува труење со бомбони. И се утврдува дека најголем дел од дечињата кои што го имале тоа труење било од една боја оранж број 1. Таа боја потоа набрзо, многу брзо ја прогласуваат за забранета, за нелегална. Што сакам да кажам? Масовно труење од бомбони. Од бомбони. Така. Сличен, за жал, настан има и во 1976 година, кога е исфрлена црвена број 2, бидејќи се утврдило дека е канцерогена, дека предизвикува рак, и таа тогаш е заменета со црвена број 40.
која што е се користи ден денес. Во употреба до ден Но има денес. предупредување за црвена број 40 денес. Внимавајте доколку ја има. Можев да прочитам на многу места. Да, тука сега веќе влегуваме во периодот кога Европскиот парламент и европските институции го презимаат приматот и тие веќе обврзно наметнуваат да се пишува дека е присутна на декларацијата, и граѓаните да бидат свесни кога купуваат што купуваат и дали сакаат да го користат или да не го користат тој продукт, да одберат. Тоа е едниот од најчестите проблеми кога веќе зборуваме на оваа тема. Тоа е така наречената асиметрија на информации. Односно граѓаните или тие што го консумираат продуктот се во подредена или асиметрична позиција. Ги немаат информациите кои што ги има производителот. Так. И затоа Европскиот парламент оди во правец да вели дека не, треба да бидат што посиметрично распределени информациите, па граѓаните, кога ќе бидат подобро информирани, да ја донесат таа одлука, да одлучат дали на своето дете ќе му купат производ кој што ја има црвена број 40, која што патем кажано е во моментот најупотребуваната вештачка боја во ја има дури во свет. тестото, во пицата, во тестото на пицата ја има, значи секаде. За жал многу е застапена и сега веќе околу нејзе се отвараат контраверзии, ако веќе ја допревме како тема, можеме да ја продискутираме. Едното, например, се уште се во тек истражувањата, но да почнеме поред. Кога е анализирана црвена 40 на клетки, само на клетки во петриева шолја, нема генотоксичност. Што значи тоа? Не го нарушува ДНК само на култура од клетки. Меѓутоа, кога црвена 40 ќе биде дадена на животни, тогаш се гледа дека веќе се појавува оштетување на ДНК. Значи дека таа боја има капацитет ин виво, велиме, медицински, не ин витро, не во стакло, така, туку ин виво, кај живи организми, да предизвикува нарушување на ДНК. Кај глувци се наоѓа дека оваа боја предизвикува одредени видови на тумори. Кај луѓе, кога е испитувана, група на луѓе биле ставени исклучени од сите вештачки бои, да се види дали вештачките бои придонесуваат на било кој начин за алергија. Тоа било испитувано. Кај таа поголема група на луѓе, кога биле враќани назад количества од 1 до 10 милиграми на ден на црвена 40, кај 15% од испитаниците дошло до хиперреактивна реакција, односно алергенска реакција. Значи, се утврдува дека делумно оваа боја може и да има кај одредени популации. Знаете, затоа е тешко да се следат и да се анализираат, па дури и да се регулираат овие хемиски супстанции, бидејќи не е за сите. Ефектот не е за сите. Одредени популации, така велиме од аспект на медицината, се особено подложни да одговорат дали како малигна болест, дали како алергиска реакција, или ако веќе зборуваме кај дечињата. Тие се најранлива категорија. Тие постојано примаат храна која што е полна со вештачки бои, нив се интересни бомбоните и чоколадите и се што е обоено и постојано примаат преку разни продукти. Ја надминуваат, претпоставам, на граница која што е дозволена од 30 милиграми. Зборуваме сега за кумулативно. Тоа е тој загрижувачки кумулативен ефект кој што го велиме, бидејќи дури и кога се истражувани било кој од овие бои, поединечно се истражувани. Значи, дури и кога се правени истражувања со цел да се утврди безбедна граница, за да се каже, еве, до тука може, над тоа не, секогаш тој вид на анализи се прават поединечно, најчесто, односно, тоа конкретно соединение кое што се истражува. Меѓутоа, кумулативниот ефект, за жал, докрај не е истражуван. И тоа е дека не знаеме. И дека постојат сериозни сомнежи дека кога ќе се надмине бројката од 30 милиграми на ден, постојат сомнежи, велам, не е уште утврдено цврсто, дека може да дадат и сериозни здравствени проблеми кај дечињата. Само едно нешто тука би спомнал пак од таа регулаторна токсикологија, која што е многу важно како принцип да се каже. Имено во регулаторната токсикологија постои еден термин принцип на предпазливост, се нарекува. Што значи тоа? Тоа значи дека секогаш кога не сме сигурни, ние сме спремни да сгрешиме. Така, оти не сме сигурни, науката едноставно не се доизрекла и сега не знаеме. Еве, има сомнеш, но не се знае. Секогаш кога е во прашање
иреверзибилна штета, односно штета која што може да не биде повратна, да не ја поправиме. Или животи на луѓе, тоа е еден таков случај, или здравје на деца. Ние се повикуваме на принципот на предпазливост. Значи, научно до крај не сме сигурни, не можеме 100% да кажеме дека која и да е боја со сигурност предизвикува проблем, но повикувајќи се на логичниот, на разумниот принцип на предпазливост, прифаќаме да грешиме во правец и ако треба и ќе ја исклучиме таа боја, но ќе го заштитиме потенцијално здравјето на детето од сериозни здравствени проблеми. Неколку студија ја покажа поврзаноста меѓу вештачките бои и хиперактивноста. Така е. Кога се правени и всушност за дали станува збор за одредени вештачки бои или зборуваме за било која вештачка боја може да предизвика хиперактивност, па дури во мали количини? Мој личен став е, ако истражуваме доволно длабоко и доволно долго и упорно, мислам дека речи се и да ќе нема боја која што потекнува од нафта, на која што нема да и најдеме некој проблем. Тоа е мој личен став, но сега ќе се повикам на студиите, на тоа кое што, како што ме прашавте, што докажало и што ги уверило научниците во светот дека има проблем. Конкретно зборуваме за една голема научна студија за хиперактивноста, односно за тој, да го подобјасниме термин, кога дечињата се не само немирни, туку и тешко да се концентрираат, постојано падната им е концентрацијата. Порано се веруваше дека само е генетски фактор во прашање, но еве сега студиите покажуваат дека се работи за нешто посложен процес. Да, и дека е мултифакториелен тој процес, дека повеќе фактори се здружуваат, ќе се поклопат истовремено и тогаш ќе дојде до појава на проблемот или до негово интензивирање. Значи, ако го има, веќе да се зголеми. Сега да се навратам конкретно на студијата која што ја спомнавме, во Велика Британија. Првите сомнежи почнуваат во 1970-тите години, но од тогаш навака има во неколку наврати истражувања, се додека не е направено ова големото истражување во Велика Британија пред 15 на години, кога на група од 300 деца испитаници, половина 150 дечиња на 3 годишна возраст или предшколска возраст и другата група од 8 до 9 години или велиме веќе основно училиште. Поделени во две групи. Што на дел од нив се давало сокче кое што е само плацебо, односно нема ништо друго освен сок. Нема ништо друго освен сок. Кај другата група се давале исто сок, но да не препознаат, бидејќи била така наречена двојно слепа студија. Ни дечињата знаеле што пијат, ни пак тие што им давале знаат што им даваат. Да, и што им даваат. А во сокот имало комбинација А и комбинација Б. Комбинацијата А била со одредени бои, комбинацијата Б со други бои, но важно е дека комбинација А била еквивалент или еднаква на бои кои што ги има во две кесички стандардни бомбончиња. А втората комбинација 4 кесички. И на почетокот, пред да почне истражувањето, кое што траело 6 недели, дошле експерти, ги следеле тие дечиња во нивната природна средина, дали во градинка, дали дома, дали на училиште, и утврдиле базична линија по нивна утврдена методологија како тие дечиња се однесуваат. Нели да знаеме од каде почнуваме, за да можеме да утврдиме дали има промена. Во тие 6 недели на испитувањето, во втората, во четвртата и во шестата недела, секојдневно биле давани тие сокчиња. Кај некој плацебо, односно чисто сокче, а кај некој сок со боја. И кај некој сок со многу боја. При тоа сите други извори на вештачки бои кај тие деца биле исклучени. Храната друга им била контролирана, за да се знае. И таа е таа голема студија, после која во Британија 6 бои кои што биле вклучени во ова истражување се забранети и што утврдиле? Утврдиле дека да, доаѓа до зголемување на хиперактивноста кај овие дечиња и дека треба општо објаснето, сега малку ќе навлезам повеќе во наука, општо до 10% од сите случаи на хиперактивност, до 10 до 15% најверојатно се должат токму на овие бои. Има и други причини, нели? Но боите се нашло дека придонесуваат. Има еден друг момент кој што особено загрижува, а тоа е дека се утврдило дека некои дечиња се особено подложни
Значи дека не е цела популација. Не се сите подеднакво подложни. Не се сите подеднакво, значи дека некои групи на дечиња уште тоа научно не го знаеме зошто е така. Меѓутоа се знае дека кај некои дечиња особено доаѓа до поттикнување на таа хиперактивност под дејство на вештачките бои. И има уште една многу битна студија која што ми е важно да ја истакнам, тоа е всушност метаанализа, анализа на претходни научни студии, која што е правена од научници од универзитетот во Колумбија и во Харвард. Значи не може да се постави прашалник од аспект методолошки дали добро работеле, и тие утврдиле дека кога ќе се исклучат вештачките бои, кај дечињата може да се постигне ефект до половина од ефектот ако бидат под терапија на риталин. Риталин е средство кое што се дава, ја намалува хиперактивност, да, регулира проблемот. Да, на дечиња кои што се диагностицирани со ADHD, со хиперактивност, тоа е лекот кој што стандардно во Америка се дава риталин, и дека самото исклучување на боите може да придонесе од третина до половина од ефектот на терапијата. Неверојатно. И тоа е веќе, мислам, после неколку вакви студии, таа дилема е тргната на страна, е утврдено дека на вистина кај одредени популации, не кај сите, кај одредени популации дечиња, за жал, боите може да ја зголемат хиперактивност. Сега како да се избегнат боите во храната на децата кога се присутни насекаде? Така, тоа е основното прашање, кое што патем не треба да не обесхрабрува. Точно е дека ќе биде малку родителот на почеток детектив, да речеме, и дека малку повеќе ќе треба да го убедува детето додека да го исконтролира, меѓутоа не е невозможно. Не треба таа мисија да не обесхрабрува. Основното правило вели вака: колку што е помалку обработена храната, која што му ја давате на детето, толку повеќе тоа нема да биде изложено на вештачките бои. Значи, 4 се основните групи на храна кои што јас постојано ги повторувам, ќе ги кажам и сега. Овошје, зеленчук, мешунки и житарки. Така. Значи тоа се 4 групи. Основна обработка, како термичка, како готвење, како производство, што и да е од овие 4 групи, овошје, зеленчук, мешунки, што би рекло граф, грашок, боранија, леќа и житарки, се што е печење, што е варење, што е обработување, нема проблем, не може да биде, нема од каде да дојде таа индустријска боја до толку. Но колку повеќе од домашно приготвена храна, прибегнуваме кон купена храна, знаеме дека дури можеби тука веќе и да нема начин човек да го утврди тоа. Родителите просто треба со дигитрон да пресметуваат, да ги гледаат декларациите. Не можам во тој правец да дадам совет, бидејќи тука веќе станува толку тешка активност, толку комплицирана, да биде до рап невозможна. Но сите тие изворедно интензивни извори, кои што се топ 5 неколку, изворедно обоени бомбони, изворедно обоени лижавчиња. Знаете, има одредени бомбони кои што, ајде, родители сите сме вадели од уста на дечиња бомбончиња. Почнало, па не му се свиѓа, па ќе го плюкне. Можете да ја видите бојата која што се чисто на јазикот им останува, јазикот е син или црвен. Ете, убаво кажавте. Значи човек дете само да ја отвори устата и кога ќе ја видиме ние таа боја, тоа треба да ни биде знак дека тој тип на храна, знам дека ќе оди тешко, ќе треба малку убедување, меѓутоа тоа е вредно. Тоа треба и мора да се направи. Се што има изворедно интензивна нагласена боја, тоа не се многу производи, но тоа се тука неколку. Тие треба да бидат елиминирани и една општа придвиженост кон домашна храна колку што е можно повеќе, кон што помалку обработена храна во рамките на 4 групи кои што ги спомнав. Ви благодарам за денешното гостување во НУЕН Плюс на вистина корисни совети и насоки. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Секако ќе ме дека ќе обработиме присуство на палмината маст во исхраната. И тоа е интересна тема. Да, тоа е исклучително интересно, особено откако нутелата во Италија, ако не се лажам, беше забранета, но мислам дека ја има палмината маст во многу производи, повеќе производи. Ќе дебатираме и на таа тема со задоволство. Ви благодарам. Ви благодарам што не следевте и овој ден со внимание. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.